најзначајните фокуси на владата, а тоа е реформата во правосудството, секако дефинитивно како фокус кој што ние како извршна власт во делокругот на нашите надлежности ја зголемуваме транспарентноста, ја зголемуваме видливоста, ја зголемуваме ефикасноста, а благодарение на нашиот законодавен дом кој што претходно ги донесе сите закони кои што беа дел од реформата за добивањето на одлуката за почеток на преговорите со Европската Унија. Тоа е најзначајниот дел од реформата во правосудството. И токму заради сите овие активности кои што во последната година или во последните неколку месеци покажуваат дека 80 предмети се комплетно под истрага на Судскиот совет, се разрешени 9 суди со конкретно транспарентно образлагање на сите аргументи достапни во јавноста и слично. Секако ваквите постапки и процеси продолжуваат и во јавното обвинителство, каде што Советот на јавни обвинители соодветно на Судскиот совет во делот на судството ја има надлежноста заедно со републичкиот јавен обвинител да ги продолжи ваквите постапки на прочистување на правосудството, се со цел јакнење на интегритетот, кредибилитетот на обвинителите, како што тоа го прави Судскиот совет. Навистина, заради целиот фокус не само на парламентот, извршната власт, врвот на правосудството, врвот на обвинителството, но пред се фокусот на нашиот народ, кој што буквално е жеден за правда, кој што буквално мечта и тежне, како и сите нас, да зголеми довербата во правосудниот систем, да покаже еднаквост на владењето на правото, дека законот важи еднакво за сите, дека процесите не застаруваат, не се одложуваат, не се кријат во фиоки, дека законот ќе го стаса секој што се огрешил или пак секој ќе ја дочека правдата кој што е правичен и навистина неправично гонет. Резултат на целиот овој фокус е веројатно и првиот дел од вашето прашање, последниот случај со Сашо Мијалков. Треба да знаат нашите граѓани дека во држава која што 11 години беше окупирана држава, со индици за украдени стотици и стотици милиони евра, не е лесно во ваков систем, во земја во развој, со тенденција да стане полноправна членка на Европската Унија и следниот чекор да биде отварањето на поглавијата за преговори со Европската Унија, но во систем во кој што последиците од 11 годишен режим оставиле свој траги и тие допираат до луѓето на коруптивен, на мокно влијателен начин или на било каков начин, да дочекаме да имаме завршница на вака крупни случаи кои што се символ на борбата против криминалот и корупцијата. Јас сум среќен што македонското правосудство, зборувам и за обвинителство и за судство, ги донесоа предметите на својата завршница. Еден дел се веќе завршени со правосилни судски пресуди, еден дел се пресудени на прв степен, еден дел се пред соопштување на пресуда, како што е најважниот случај или еден од најважните случаи, Таргет Тврдина, тоа е случајот со прислушкувањето, кој што целиот наш народ очекува разрешница. Закажена е утре, секако соопштување на пресудата и веројатно тоа беше причината зошто еден од обвинетите во тој случај, а тоа е Сашо Мијалков, се пушти во бегство. Резултат на пред се транспарентност и фокусот на народот кон правосудството. Сите работиме за владење на правото, секој во својот сегмент. Вие, законодавците, парламентот, за создавањето на законска основа, владата за извршување на таа законска основа, применувачи на законите се секако судиите во судовите и обвинителите. Но и целиот овој амбиент ја испрати пораката вчера дека може системот да биде ставен во функција, почитувајќи ги токму сите тие закони кои што се донесени, секој да одработи својата работа, за да не му се исплати на никој да бега од одговорноста, да ја напушта државата или да се крие. Тоа што секој сегмент на нашето општество, а тоа е извршната власт преку Министерство за внатрешни работи и правда, судската власт преку судовите и обвинителството преку самите обвинители кои што работат, ја завршија својот дел од работата, да немаше никаде каде на друго место да се крие, да бега, да калкулира обвинето лице кое што е пред изречување на казна затвор, тоа е Сашо Мијалков, и се појави во обвинителството
Впрочем, се предаде заради тоа што нема начин како да се исплати или организира самото бегство. Јас го објаснив тоа. Денеска имаме секаков вид на дискусија во државата, но уште еднаш тврдам дека во мала земја како нас, посебно за некој што бил директор на УБК долги години, не е тешко да слушне дека некој побарал притвор или некој дал притвор, за да може да се крие 40 часа. 40 часа може и некој ситен джепарош, криминалец, па дури и млад, не добро организиран човек да се скрие. Ама тој ќе биде пронајден ако системот функционира. И затоа треба да знаат граѓаните дека сме на добар пат во јакнење на правниот систем на нашата земја, во владењето на правото, во истакнувањето на вредноста на секој судија и обвинител, кој што суди исклучиво по устав, по закон и по сопствено убедување и никако поинаку. Го јакнеме менталниот склоп комплетно на целото општество и со нашите дебати овде дека никој не му должи никому ништо за да мора да му учини, да мора да му погоди или слично. Само треба, согласно закон, устав и сопствено убедување на основа на доказите да се носат пресудите. Како јас, така и целиот наш народ, а верувам и целиот наш парламент, очекува ефикасност во постапките. Очекува подобра организација и на обвинителство и на судство. Очекува зголемена транспарентност, посебно за предметите каде што јавноста е заинтересирана. Денеска најголем контролор, надзор над севкупното работење е нашиот народ. Заради најголемата придобивка што ја имаме, а тоа е слободата. Слободата на говор, слободата на општење, слободата на коментар, слободата на критика, демократски поставена земја. Секој што зима плата од нашиот народ преку буџет е должен да се изврши својата работа и за тоа да даде отчет. Така да конечна цел која што сакаме да ја постигнеме е да создадеме услови за целосно манифестирање на интегритетот на судиите, на потреба од нивна целосна самостојност, независност, како и сите други институции од правосудниот систем. Јас, нашиот парламент, нашиот народ, сите сме застапници за судиите да бидат самостојни, независни, да зборуваат нивните дела за нивната работа, согласно тоа да се ценат и напредуваат во својата кариера, но и да го градат и својот личен кредибилитет, а и кредибилитетот на судот во кој што работат, а согласно тоа и кредибилитетот на нашето правосудство. Како самостојни и независни судиите се лицето на правдата. И јас навистина очекувам сите да ја чувствуваат таа одговорност затоа што без владење на правото, без правен систем во кој што веруваме, тешко дека ќе ги успешно спроведеме сите други реформи, барем онака како што ги посакуваме. А тоа е на секое соодветно ниво да бидеме рамни на некој од развиените европски земји. Без реформите во правосудството нема успешно здравство, нема успешно образование, нема успешна економија, изградба на инфраструктура и така натаму и така натаму. Знам дека ваквите процеси во ниједна друга земја не се едноставни, не се и кај нас. Впрочем, денеска и во Европските унии, во многу земји, гледаме дебата на владење на правото, на мешање во судството, на ефикасноста на правосудниот систем и слично. Јас сум убеден дека токму мониторингот на нашиот народ, позитивниот притисок кој што нашиот народ го прави, ќе бидат најсилната причина да ги убрзаме сите овие постапки. Затоа и денеска, еве како председател на влада биран од овој парламент, парламент кој што ги донел сите неопходни закони во областа на правосудството, можем да кажем слободно од оваа парламентарна говорница дека обвинителите судиите не му должат никому ништо, ниту треба да учинат или да направат на некој нешто. Треба да исполнат тоа што граѓаните кои што ги плаќат го очекуваат од нив. А тоа е да зголемат ефикасноста во својата работа, транспарентноста во своето работење, да биде делењето на правдата еднакво за сите, еднакво, мислам, од секој можен аспект еднакво за сите,
за да можеме да доживееме реформирано правосудство како трајна основа за сите други придобивки кои што целиот наш народ ги очекува. Благодарам.